Ти си единствената македонка што влезе во задруга и излезе. Зошто излезе? Па зошто? Искрено да ви кажам, мислам дека како што кажува продукцијата дека тоа е гласот на публиката, мада јас мислам дека сепак јас издействував за да го добиам тоа што го сакав, затоа што константно скоро месец дена бев неактивна, се исклучив од скоро сите активности во куќата. Затоа што сакав што побрзо да искочам од таа куќа која што имаше негативна енергија. Па да. Иако не изгледа можеби толку страшно однадвор, и мене не ми изгледаше така пред да влезам. Кажи ми, како е да живееш во задруга? Раскажи ми на кратко еден ден. Па вака, доста конфузно и напорно. Сите мислат дека нашата работа е само да лежиме, да одмараме, да се караме и тоа е тоа, но така ми изгледаше и мене додека бев надвор. Но кога влегов, уствари сватив дека стварно и како имаат обврски за другарите. Еден состанок кој што го гледате, на малите екрани, трае 4 сати, што значи дека ние 4 часа треба да бидеме буквално сконцентрирани, да коментираме, да го даваме нашето мислење за одредена ситуација, нашиот став. И не е воопшто лесно, затоа што прво има многу теми кои што нели нормално. Ти беше таму единствена македонка? Единствена македонка, да. И како зборуваш на македонски? Не смев да зборувам на македонски. Зашто? Да, нажалост не смев да зборувам. Да, и стварно ми беше многу тешко. Ти се додворува ли малку маживе? Што дали? Ти се додворува? Да. Пати нешто? Не. Немаше буквално ниту еден тип на Ама знам во едното тие шоута дека те бендиса на Луна бившиот и Слободан Радановиќ, да. Па добро, да. Тоа беше интересно. Да. Значи, ја бев нападната од незина страна само затоа што незиниот бивши дечко мене ми намигнуваше. И да, искоментирав дека е симпатичен дечко, тоа беше тоа, значи од моја страна. Да, мене не е баш толку. Па, знаеш како има нека енергија позитивна, значи мене тоа ми е многу побитно негова вината. Мене ме интересира сексот живо. Вие сте биле фактички воајери. Ние, да, добро, јас искрено се тргнав од таа глед. Како се твои очи? Се знам дека прв пат го гледаш. Ја бев во шок, да. Искрено не верував дека стварно се случува, мислев дека некоја симулација, но имаше задругари кои што буквално го подигаа кебето за да се уверат дека тоа е секс во живо. Така да, се уверив, али се тргнав, не ми беше пријатна гледка. Тоа е too much. Да. Кажам се телевизиски како гледач. Добро. Дали е тоа све реално таму? Да. Ви знамо кој да причате. Само ја и она знаеме за шта смо Слушаме, hoće ti kažem u lice, mislim da si jedna mala i tekakav ološ koja ide u Makedoniji s kriminalcima i koja verovatno poslije ovde se praviš da si fina i dobra. Eto, to je moje mišljenje o tebi. Се е реално нема, значи нема глума, вака, значи глума може да има, односно да се прават некои приказни, али тоа самите задругари, значи го прават врз основа на тоа што мислат дека на тој начин би останале повеќе, али продукцијата нема никаква врска со тоа. Мислам нема оној дел кај што мислат дека продукцијата дава некои налози или како да се однесуваат, значи нема никаква. Не мислиш малку дека Луна подклекна? Па да, ја мислам дека на Луна е воопшто голема грешка што воопшто повторно влезе во задруга, затоа што девојчето мислам дека психички не е воопшто добро. Се уште го нема преболено тоа што се случи, значи во задруга еден да со Слоба. Не знам, пие некои лекарства кои што мислам дека човекот што Смеете да пиете лекарства? Да, па таму има доста задругари кои што пијат лекарства, антидепресиви. Поздрав за цела Македонија и за моите задругари.